Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. По одржаното ждребување во Државната изборна комисија познат е редоследот на кандидатските листи на гласачките ливчиња за претстојните локални избори. Партиите и независните предлагачи добија единствени редни броеви за територијата на целата држава, според кои ќе бидат испишани нивните имиња на ливчето. Државната изборна комисија и официјално ги објави резултатите од одржаното ждребување за редоследот на кандидатските листи на гласачките ливчиња. Според единствениот добиен број, секој од подносителите ќе биде распореден на гласачкото ливче во поодделна општина, каде што истакнал своја предлог листа на кандидати за градоначалник или за членови на Советот. Ждребката определи во општина Кочани на гласачкото ливче за избор на градоначалник прв да се најде кандидатот на Социјалдемократската партија на Македонија, Методи Јованов, бидејќи партијата што го предлага го доби редниот број 1. Под него на ливчето ќе се најде името на кандидатот Радко Димитровски, предложен од ВМРО ДПМН, која го доби редниот број 7. Кандидатот Николчо Илиев, подржан од СДСМ и коалиционите партнери, ќе биде трет на гласачкото ливче, бидејќи партијата што го предлага на државно ниво го има редниот број 19. Во однос на советничките листи пак, распоредот ќе биде сличен, односно под реден број 1 ќе биде листата од ВМРО ДПМН, чиј носител е Лазо Митев, потоа од СДСМ со носителот Томче Солевски и на крај предлог листата од група независни избирачи, чиј носител е Венко Крстевски. Во општина Виница, каде има само двајца кандидати за градоначалник, прв на гласачкото ливче ќе биде кандидатот на ВМРО ДПМН Мартин Павлов, а втор кандидатот на СДСМ Ивица Димитров. Кај советничките листи пак во оваа општина подреден број 1 ќе биде предлогот на партијата Народно движење за Македонија, која на ждребувањето во Државната изборна комисија го доби бројот 6. Веднаш заднија следуваат предлог листите за советници од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Во општина Зрновци прв на гласачкото ливче за избор на градоначалник ќе биде кандидатот од Социјалдемократската партија на Македонија, потоа од ВМРО ДПМН, па од СДСМ и на крај кандидатот предложен од група избирачи. Кај предлог листите за советници, прва на ливчето ќе биде листата на ВМРО ДПМН, потоа на СДСМ и на крај независната листа предложена од група избирачи. Што се однесува за општина Чешиново Облешево, каде за градоначалник имаше само две поднесени листи, прва на ливчето ќе биде онаа со кандидатот предложен од ВМРО ДПМН, а по него предлогот на СДСМ. Во однос на советничките листи пак, ситуацијата е слична како во Виница, односно под реден број 1 ќе биде предлогот на партијата Народно движење за Македонија, а потоа ќе следуваат предлог листите за советници од ВМРО ДПМН и СДСМ. Според роковникот на Државната изборна комисија, утврдените единствени листи на кандидати, најдоцна до 21 септември, треба да бидат јавно огласени во сите населени места во определената општина на која тие се однесуваат. Ребалансот на буџетот на општина Кочани, што беше изгласан на последната седница на Советот, не ќе може да се спроведе. Според мислењето на антикорупцијската комисија, таквата одлука е невалидна бидејќи е донесена во предизборен период. Општинската администрација во локалната самоуправа на Кочани е приморана да го запре објавувањето на измените и дополнувањата, односно ребалансот на буџетот за 2017 година, а за што гласаше мнозинството во Советот на седницата што се одржа на крајот на август. Државната комисија за спречување на корупцијата не даде зелено светло на донесената одлука, оценувајќи дека има законска пречка во изборен период да се донесуваат измени и дополнување на буџетите на општините. Мислењето било добиено откако е испратено барање од општината до комисијата за тоа дали може да се изврши пренамена и проширување на буџетските средства за оваа година, а што би се искористиле за покривање на трошоците за одржување на референдумот околу бегалците. На седницата на Комисијата за финансии и буџет, на која меѓу другото се разгледуваше решението што го донел градоначалникот за повлекување на одлуката за ребаланс, беше речено дека се работи за непотребно трошење пари, што би можеле да се искористат за други намени. Нема да дадам поддршка на проширувањето или измената на буџетот на општина Кочани, затоа што сметам дека тие 500.000 денари постојат сигурно повеќе од 100 попаметни начини каде може да бидат искористени овие средства и сепак кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на општина Кочани. Имаме ние, например, намалување во делот на купување на информатичка и видео опрема за потребите на општината.
Имаме намалување во изградба на капацитети на енергетиката. Имаме намалување од 9 милиони 430 илјади денари во изградба на улици, патишта и автопатишта. Значи, тие средства, доколку ги искористиме за било која од овие намени, ќе биде многу покорисно за секој од нас. Наместо нечии лични фрустрации да бидат ставани пред Советот на општина Кочани врз основа на тоа да одвојуваме средства за такви намени. Од општинската администрација рекоа дека планираните измени во поодделни ставки на буџетот нема негативно да се одразат на реализацијата на планираните проекти, посебно во делот на инфраструктурата. Значи, сите други проекти остануваат, кои што се донесени со развојните програми, дори имаме изголемување за други две улици кои што со измена на планот на јавни набавки се влезени. Значи, само намалување во кружниот тек, а во делот на програма уредување на простор во рурални подрачја, тој е планиран на 3 милиони денари, имаме намалување за 600.000 денари. По нашите пресметки сметаме дека тие средства ќе се доволни за реализација на планираното. За запирањето на донесената одлука за ребаланс на буџетот, Советот повторно ќе расправа на седницата што е закажана за впеток. Останува дилемата за оправданоста на трошењето средства во висина од 500.000 денари за одржување на референдумот за прифаќање или не на бегалците. Започна иницијативата за собирање потписи за организирање референдум за продолжување на време траењето на породилното отсуство. Граѓаните својата подршка со давање потпис со лична карта може да ја остварат во подрачното оделение на Државната изборна комисија во Кочани. Во подрачното одделение на Државната изборна комисија во Кочани започна собирањето потписи од граѓаните како подршка на иницијативата за продолжување на времето на породилното отсуство. За целосна реализација на оваа иницијатива потребно е да се организира референдум, а зашто пак неопходно е да се соберат 10.000 потписи на територијата на целата држава. Носител на активноста е граѓанската иницијатива со символичен назив Породилно 450. Доколку се собере потребниот број, со подршката ќе се одржи референдум за измените во Законот за работни односи, а што се однесуваат на времетраењето на породилното отсуство. Измената се состои во тоа што досегашното породилно боледување на мајките беше 9 месеци, со оваа иницијатива се бара, значи, породилното отсуство да биде 18 месеци или година и пол. Значи, ние како подрачно оделение на Државна изборна комисија технички го спроведуваме овој настан. Работното време е од 8:30 до 16:30 секој работен ден во просториите во зградата на собранието. Собирањето на потписите ќе трае до 7 октомври, пошто доколку иницијативата биде успешна, ќе се распише референдум за изјаснување на граѓаните дали даваат подршка породилното отсуство да трае 18 месеци. Првата иницијатива за ова прашање од пред неколку месеци беше одбиена од Собранието на Република Македонија поради неуредност на постапката. Инаку, предлогот на иницијативата ги вклучува и мајките кои во моментот се наоѓаат на породилно отсуство. Сообраќајна несреќа се случи во близина на Чифлик, при што се преврате камион со дрва. Во несреќата нема жртви или повредени, а причината е само материјална штета. Невнимателното управување моторно возило придонесе за уште една сообраќајна несреќа, што сепак заврши без посериозни последици. Несреќата се случи во вторникот доцна попладне на магистралниот пат А3 во близина на влезот на селото Чифлик. Камион Мерцедес со кумановски регистарски ознаки што превезувал огребно дрво и што се движел во правец на Штип излетал од патот. Возачот не успеал да го задржи правецот на движење на товарното возило, туку тоа се превртело во блиската нива на десната страна од коловозот. При тоа причината е материјална штета, а за среќа нема потешко повредени или жртви. Поради специфичноста на локацијата каде се случила сообраќајката, возилото остана на местото на несреќата преку целата ноќ. Во текот на денот со механизација, камионот е извлечен од нивата, а огревното дрво претоварено во друго возило. Од Министерството за внатрешни работи апелираат за поголема внимателност и прилагодување на брзината на движење за сите учесници во сообраќајот.
особено на магистралниот пат А3, каде во наредниот период се очекува поголема раздвиженост на возила и земјоделска механизација, со оглед што престојат активности околу жетвата на Оризот. Продолжуваме со вести од областа на културата. Музеот Теракота од Виница деновиве пристапи кон реализација на втората и третата фаза од активностите во делот на заштита и конзервација на археолошкиот материјал, пронајден на археолошките локалитети Виничко Кале и Коколов Рит. Паралелно со ова продолжи и со реализација на проектот за конзервација на открениот керамички материјал на Коколов Рит. Музеот Теракота од Виница продолжува со активностите во делот на заштитата и конзервацијата на археолошкиот материјал, пронајден во истражувањата на двата археолошки локалитети Виничко Кале и Коколов Рит. Согласно утврдената програма финансиски поддржана од Министерството за култура на Република Македонија за оваа година, на музеот му преостануваат за реализација уште 3 значајни проекти. Ни преостануваат еден дел од втората и третата фаза за во врска со покривањето и оградувањето на објектот цистерна на Виничко Кале. Потоа имаме продолжение на реализација на проектот за конзервација на керамички материјал од Коколов Рит 2015 година и конзервација и анализа на теракотни икони од Виничко Кале кои се пронајдени во периодот од 2008 до 2011 година. Паралелно со овие активности, Музеот Теракота работи на збогатување на постојните археолошки збирки со нов обработен материјал од локалитетите Коколов Рит и Виничко Кале и нивна презентација пред пошироката јавност. Инаку посетеноста на музеот и интересот за изложените експонати во него, според Иванова, е голем, како од граѓани и ученици од Виница, така и од посетители и туристи од повеќе места на државата и странство. Со промоција на изминативе завршени проекти и презентација на сработеното во ПХВ циклусот, младите од Општинската организација на Црвен крст Кочани ја одбележаа ПХВ неделата. На настанот беа врачени благодарници на добитниците на прво, второ и трето место за најдобар краток расказ и фотографија од спроведениот конкурс, како и дипломи на учесниците во овогодишниот ПХВ циклус. ПХВ циклусот, како во Кочани, така и во другите градови, завршува со одбележување на ПХВ неделата. ПХВ неделата се одбележува секоја година во периодот од 21 до 27 септември. Главната цел е активирање на младите, локална промоција на клубовите на млади во секој град, промоција на национално ниво и промена на дневна рутина на младите. Во текот на секоја година идејата е истата група млади кои ги изработувале малите проекти повторно да се анимираат на интересен начин, да се вклучат и да се поттикне да бидат креативни и на креативен начин да ја презентираат организацијата, но и самата недела. Оваа година ПХВ неделата ја одбележавме со настан на кој што се врши промоција на изминатите завршени проекти, односно се презентира што се има изработено, потоа со музички точки кои што носат позитивни пораки за хуманоста и за алтруизмот, потоа со резултати од конкурсот за промоција на различности и за крај доделување на заслужените благодарници на учесниците во овогодинешниот ПХВ циклус. Оваа година во рамките на ПХВ неделата беше објавен конкурс за краток расказ и фотографија на тема промоција на различности за млади од 12 до 18 години, а воедно се организира и централен настан на која младинците праќаат порака за промоција на различности и промоција на мирот и толеранцијата. Прво место за најдобар расказ и за најдобра фотографија освои ученичката Викторија Андонова од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Второ место за расказ и фотографија освои ученичката Маја Савева, исто така од Средното училиште Љупчо Сантов. И трето место освои ученичката Нада Ефремова од Основното училиште Никола Карев. На настанот беа врачени благодарници на добитниците на прво, второ и трето место за најдобар расказ и фотографија од спроведениот конкурс, како и дипломи на учесниците во овогодишниот ПХВ циклус. Како дел од годишниот план за реализирање на теренски крводарителски акции, Општинската организација на Црвен крст Кочани спроведе уште една успешна акција, овој пат во селото Лесново, во близина на Лесновскиот манастир. Дарувани се 26 единици крв.
Во прекрасниот амбиент во селото Лесново, во близина на преубавиот Лесновски манастир, општинската организација на Црвен крст Кочани спроведе уште една успешна теренска крводарителска акција, која што е во согласност со годишниот план на општинската организација за спроведување на крводарителски акции. Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Кочани во соработка со Институтот за трансфузионална медицина од Штип спроведе вонредна теренска крводарителска акција која се одржа во местноста во селото Лесново, Проби Штипско. На акцијата дарува 26 крводарители. Ова активност е прва активност после долг период кога се организираат вакви теренски акции. Самата акција започна во 8:30 и траеше до 13 часот. Би сакала да им се заблагодарам на сите крводарители кои зема учество на оваа акција. Коцева додаде дека на 28 овој месец, односно последниот четврток од месецот, Општинската организација на Црвениот крст Кочани ќе спроведе уште една крводарителска акција, како дел од редовните акции согласно годишниот план за крводарување, која што ќе се реализира од 8:30 до 15 часот. Така што од Црвениот крст ги повикуваат сите оние кои што сакаат да спасат човечки живот, да дојдат во просториите на Црвениот крст и да ја даруваат скапоцената течност. Ова лето ансамблот Китка го дефинира како едно од најуспешните досега. Реализирани турнеи во Португалија, Турција, Хрватска, Бугарија, Црна Гора, Романија и Украина. Следува неколкудневен престој во Кина. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања настапува по препорака на Министерството за култура, ЦИОВ и на покани на директори на меѓународни фестивали ширум светот, кои што студејки по она што го гледаат на сцената, го споредуваат ансамблот со професионалните ансамбли ширум светот. Ова лето за фолклористите на Китка беше едно од најуспешните досега, бидејќи остварени се неколку успешни турнеи во земјава и странство. И ние таму или го отваравме фестивалите на стапит, или затваравме во Португалија. И посебно ни беше чест кога се свиреше македонската химна на плошадот во Португалија, недалеко од Портоградот. И тоа беше доживување кога се дигаше македонското знаме на плошадот и се свиреше македонската химна. Покрај Португалија, каде што тоа е фестивали на професионални ансамбли, имавме на ТРТ фестивал 23 април во Кападокија во Турција, каде што сме помеѓу 90 земји беше и Македонија, потоа фестивалот во Хрватска, потоа на фестивал во Подгорица, во Црна Гора, фестивал во Романија во Констанца, на Мамаја, фестивал во Бугарија, фестивал во последен што беше во Украина во Лавов, тоа беме по препорака на нашата секција ЦИОВ на Македонија, кој што е врвен фестивал. На покана на Министерството за култура, одговорните на ансамблот Китка позитивно ќе одговорат и на поканата на 3-дневен престој во Народна република Кина. Како представник од Република Македонија на ова тренеделна, како да кажам, запознавање со традицијата, со фестивалите во Кина, во сите региони на ова за нас интересна и далечна држава, ќе биде токму директорот на фестивалот Истибанско Здравишојго и неговиот асистент. Тоа е уште една, како да кажеме, оценка, едно вреднување на нашиот фестивал кој што е врвен не само во Македонија, туку и во светот. Во моментов во тек е реализирањето на меѓународниот фестивал Истибанско здравоживо, чиј организатор е фолклорниот ансамбл Китка, а на репертоарот вечерва се одржува гала концертот со настап на гостите од странство, како и настап на професионалниот ансамбл Танец.
Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.